Сдруженијето на приватни лекари остро реагира на една нова навика која што е створена кај сите пациенти, да за сите резултати кои што се од специјалисти, од разни други институции, од компјутерски томографи, лаборатории, се едноставно сите пациенти им се вели одете кај матичните доктори, тие ќе ви испечатат. Со тоа се пореметува целокупната работа на матичниот доктор, заради тоа што едноставно овие институции не се наменети за да бидат печатници и фотокопирници, туку овие институции се наменети да прават прегледи и тријажа на пациенти кои што имаат инфаркти, кои што им е лошо, мозочни, вртоглавици. Едноставно времето наше и работното време ни треба да го посветиме на нашите пациенти. Затоа уште еднаш апелирам. Сите кои што имаат специјалистички прегледи, сите кои што имаат наоди од компјутер, од нуклеарна, значи печатење и земање документи од оние институции кои што ви ги направиле. Исто и за лабораториите важи. Нашата капитација, капитацијата на матичниот доктор не е предвидена за да ја даваат за тонери и илјадници тони хартија. Докторке, независно дали ќе отидеме во јавно здравство или ќе дојдеме на преглед во амбуланта на матичен лекар, впечатокот на пациентите е дека сте претрупани со административна работа. Има ли начин како да му посветите повеќе внимание на пациентот, без да се пополнуваат формулари, без да се внесува во систем и така натаму. Мислиме дека како пациенти премногу губите време на оваа работа, на хартијата, на папирологијата. Да, во право сте, значи нашата интенција и нашето барање до новиот министер, со кој што имаме одлични релации од претходно кога беше, сепак и наш колега, електронско здравство подитно да се воведе, се да се води електронски, комуникацијата меѓу колегите на примарно, секундарно и терциерно ниво да биде електронски. Сметам дека во 21 век е веќе крајно време да ја исфрлиме хартијата, да убрзаме и да имаме повеќе време да ги погледнеме белките на нашите пациенти, кожата, нивното однесување, наместо цело време да гледаме во нашиот компјутер, дали сме ставиле точка, дали сме ставиле запирка, дали е добро испечатано и така. Затоа сметам електронско здравство да се одобри оној електронски печат кој што од информатичко општество треба од Министерство да се дозволи, како функционираат банките електронски и милионски суми се префрлаат, зошто да не може, нели, ако на некој пациент му се слоши, докторот од Велес електронски да му упати упат на пациентот во Скопје, во Кавадарци, во Неготино или било каде. Треба многу правилници на фондот да се променат, имаме многу за работа, но еве да тргнеме прво да ја тргнеме хартијата. Се во интерес да имаме повеќе време за нашите пациенти.